Сакам само да истакнам една работа. Прво, самото тоа што овој предлог закон и овој нов данок и давачка што се воведува од страна на владата, што се дискутира на Комисијата за европски прашања, а не се дискутира на Комисијата за финансирање и буџет, покажува дека на владата и се битни парите да ги добие во кратко време, а не е битно издржано решение кое што би го добила во согласност со граѓаните, стопанските субјекти или што би имало реперкусии и на нивните вработени. И затоа сметам дека самата процедура на која што се води оваа дебата покажува отсуство на сенс кај владата да ги прифати мислењата на стопанските субјекти. Денесеве имаме и нова информација од Стопанската комора на Северозападна Македонија, каде што беа присутни и пратеници, и представници политички од опозицијата на разговор со нив и имаме една категорична изјава на председателот на комората, господинот Кучи, кој што дава сериозна критика за ваквото однесување и за воведувањето на овој данок. Сакам да споменам дека не се само оние 5 компании кои што се потпишале на ова спротивставување, како да кажем, или протестираат против овој дополнителен кризен данок, кој што владата сака да им го наметне како условно кажано арач. Туку се многу повеќе компании кои се спротивставуваат на ова, но може би поголемите компании имаат смелост, имаат доволно ресурси, би рекол, за тоа јавно и да го кажат. Бројот на компаниите кои што се спротивставуваат на ваквиот намет на данок е заради две причини. Прво, кај нив создава даночна несигурност. Второ, тие немаат доверба дека овие средства ќе се искористат за нешто продуктивно од страна на владата и како се троши буџетот. И трето, сметам дека оправдано овие даночни обврзници поставуваат прашање зошто регуларните плаќачи на данок треба повторно да ги покриваат оние стопански субјекти кои што затајуваат данок или воопшто не се во даночната зона. И тука би споменал изјавата на владиниот вице-премиер Битичи, кој пред известно време кажа дека околу 1,5 милиарди евра по однос на приходите на БДП се остваруваат во сивата економија на државата и доколку тие се вклопат во постојниот даночен систем, тоа би резултирало со дополнителни приходи во буџетот во износ од 420 милиони евра. Еве, дури и да има некој дел кој што нема да може да се сузбие целосно, но доколку владата се потрудеше во наводници со европско знаменце да ги мобилизира институциите како УЈП и другите инспекторати кои што се надлежни за да водат контрола и сметка и да ја намалат сивата економија, а да ја зголемат даночната дисциплина, немаше да има потреба од вакво наметнување на еден кризен еднократен данок кај оние кои што дисциплинирано ги подмирувале своите даночни обврски. И второ, со ова се испрати еден друг лош сигнал. Има во тие 150 фирми има и фирми кои што се од некој условно кажано среден ранг или помали фирми кои што превземале одредени кредити, направиле одредени ризици, влегле во одредени проекти и оствариле профит. И тој профит го прикажале најчесно преку нивните сметководствени агенции кои што им ја водат таа материја. Со ваквото воведување ненадејно, ненајавено, неконсултирано, без консензус на ваков еден кризен данок од страна на владата, се стимулира во иднина кај дел од овие фирми да на поинаков начин да го водат нивното сметководство. Затоа што има многу други фирми кои што оствариле профит, направиле приход, но преку сметководствената евиденција искористиле различни, би рекол,
методи како да прикажат поголеми расходи, како да прикажат одредени трошоци, за на крајот да не испадне дека се во фирмите кои што имаат екстра профит. И сега со ваквото воведување на данок во иднина ние може само да го зголемуваме, да го мотивираме во стопанскиот сектор, некој следен стопанствени кој што досега редовно ги подмирувал своите даночни обврски и имал уредна, водел честна, би рекол праведна сметководствена евиденција спрема државата, без било какви зацкривања на одредени добивки, за и тој во иднина да размисли дали да се однесува на ваков начин или да ги преку други прикажувања на трошоци, на расходи, да ги сокрива своите приходи или профит, за да не падне во немилост на владата и повторно да биде казнет, наместо да биде награден за тоа што во кризни времења успеал со одреден кредит, со одреден проект да стигне до дополнителни приходи, а со самото тоа да стигне и до ресурси како да вработи плюс граѓани во неговата фирма или како на вработените да им ги покачи приходите или да ја зголеми нивната способност преку дополнителни обуки. Затоа мислам дека овој предлог на кризен данок, кој што владата еднократно го зема, е само показател колку владата е непосветена на сузбивањето на сивата економија, не вложува во тој дел ресурси, нема политичка волја, нема, па дури во владата нема движечка сила на одреден тим кој што ќе се заложи за посериозно сузбивање на сивата економија и на крајот цената ја плаќаат оние кои што и досега редовно плаќале данок. Толку би му благодарам многу.